Градежните работи за завршување на 2 од 5 планирани кружни текови на булеварот Теодосија Паунов се одвиваат интензивно и веќе се надзира завршниот изглед. Увид во текот на реконструкцијата на оваа сообраќајница направија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и градоначалникот Никол Чуилиев. При тоа беше најавено дека предстои рехабилитација и на коловозот од левата страна во должина од околу 1,5 километар. Целата инвестиција се реализира со поддршка од државниот буџет, а со своји средства учествува и општина Кочани. Денес имаме еден убав проект кој што го видовме, а тоа е регулација на цел еден булевар со 5 кружни текови, каде што централната влада даде поддршка на општина Кочани од 6 милиони денари, остатокот од средствата ги обезбеди општината и ова е пример како партнерски се работи за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Знам дека во Кочани вака никогаш не се градело. Знам дека ова е навистина убав период за градот, кој што се гледа дека сите проекти кои што со години тлееле, стоеле и нереализирани денеска се веќе во фаза на реализација. Овие кружни текови значат не само регулирање на сообраќајот, значат и безбедност. Замислете колку само ќе помогнат овие кружни текови или овие средства вложени во кружни текови, доколку се избегнат одредени сообраќајни незгоди, доколку нашите граѓани, пешаците се побезбедни, и тоа е суштината и целта на сите овие проекти кои што ги правиме. Бочварски додаде дека за овој булевар општина Кочани е влезена во првиот повик и е избран изведувач преку програмата на Светска банка, а Министерството дава поддршка со која во наредните денови ќе се постави нов асфалт на коловозот, како и на уште 2 улици во градот. Градоначалникот Илиев потенцираше дека со поддршка од владиниот буџет досега во Кочани се реализирани поголем број инфраструктурни зафати кои имаат капитално значење. По овој булевар се движат доста возила, доста е прометен и има многу вкрстување на улици споредни кои навистина заради безбедноста, односно заради поминувањето преку булеварот, беше доста небезбеден и имаше токму на овој дел и често пати сообраќајки со поголеми материјални штети. Освен поддршката за изградба на овие кружни текови, помогна, односно целосно ја поддржа реконструкцијата на десниот крак, сега како што стоиме на булеварот Теодосија Паунов, од овде па до полициската станица во градот Кочани со изградба на тротоар исто од едната страна, што значително ќе се подобри квалитетот и состојбата на оваа сообраќајница. Исто така, почетокот на градбата односно реконструкцијата на овој патен на овај дел од булеварот очекуваме да започне во наредните неколку денови, зависи од изведувачот, тој е воведен во работа и по најавите дека тоа ќе се случи во понеделник. Со поддршка од владата предстои реконструкција и поставување нов асфалт на улиците Гошо Викентиев и Раде Кратовче, за што е објавен повик за избор на изведувач на работите. Министерот Бочварски додаде дека наскоро ќе почне реализација на проектот за изградба на објекти за сместување на семејствата од руинираната стара касарна во Кочани, како и проектот за изградба на трета зграда со 35 станови наменета за семејства од социјално ранливите категории.